принтање најдо. Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојавте во уште едно издание, Јади Бурек на ТВ Сонце. Знаеш што сакам да ти кажам? Има еден цитат во... Се сеќаваш на филмот кој доби многу Оскари на времето, Кинеска четврт, Чајнатаун, со Джек Николсон и Феј Данауеј. И има еден друг лик, значи ни едниот ни другиот не го кажува, туку еден, мислам дека е градоначалникот на Лос Анџелес во тоа време и вика: проститутките, старите згради и политичарите, they all get respected when they're getting old. Hookers, old buildings and politicians. Ја мора да сум у Hookers. Му кажувам, бев на едно место и викам, се изненади, викам, у институција влегов и се изненади, викам, нели, пикот, планирам дека ми поминал пикот, не сум на толку експониран медиум, блокиран сум од телекабел и така натаму, не може да се следи и сегде. И луѓето многу чудно, викам, знаеш, она покажа огромна почит, не очекував. И сега си го давам одговорот. Или сум стара зграда, или сум политичар, или сум проститутка. Затоа што сите овие три стануваат почитувани кога ќе остарат. Тара! Океј, драги мои, ова ви е само малку вовед, додека да ги земете телефоните во раце. Ја ве замолувам вечерашна емисија која е петок обично знам да пуштам музика да биде повесело, сепак утре 29 мај се одржува Семакедонски народен протест. Направив неколку емисии во врска со ова. Јас ве молам, мене ме интересира. Ова е повеќе анкета. Анкета. За да не бидам абдал, па да ме... Значи, она што мисли народот, она што мислите вие, кажете ми го. Ке излезете на протест? Зошто да? Зошто не? Дали е дојдено време? Имено пред месец дена се одржи исти ваков протест кој беше неочекувано масовен. И овој ќе биде поддржан од опозицијските политички партии, така што се очекува масовноста барем да биде иста. Но, ако основата на овој протест, ако може режијата уште еднаш мојот компјутер, види, ја оком, он скоком, што е ова, нов компјутер ли земавме, човече, апдейт ли направивме на софтверот, растура. Значи, темата е протест, веќе и тоа е извадено. Браво, браво. Ја ве очекувам на телефоните да се јавите, да се објасниме. Значи, слобода за Македонија, правда за уставобранителите. 29 мај Скопје сабота, собер пред владата во 18:30, а од 19:30 се оди марш до собранието. Вака, драги мои, ја искрено се надевам дека повеќето од вас, моите гледачи, ги следевте неколкуте емисии, особено емисијата со Боби Темелков и со Ана Дуковска, наши луѓе од Соединетите држави и Канада, кои помагаат финансиски, организационо, интелектуално, на секој може начин да овој протест се одржи и биде масовен. Според нивните кажувања, пред се, овде се работи за човечка и хуман аспект, затоа што наши луѓе, заради упадот во собранието, лежат во затвор, осудени како терористи. Многумина во државава, па и видни политичари, а нели, кога ќе збориме видни политичари, ние не збориме за видни затоа што нам ни се видјаваат, туку затоа што се влијателни во моментот. Например, председателот Пендаровски, кој од оваа власт, која ги осуди уставобранителите и сам рече, тие не се терористи. Еден Али Ахмети излезе и рече, не, тие не се терористи. Види, додуша Али Ахмети, да се разбереме, нели, го елабориравме и вчера со гости. Не му се меше у ресурсот, човекот е како се вика, ветеран. Сварно да е, молим те. Сега као ти да ми излезеш и јас сум водител на Јади Бурек. Добро си, ама чекај ме, полега ме. Ја шо да речам, шо сум? Шега на страна, работата е драматична и сериозна.
и вчера интервјуто, и со Боби Темелков, и со Ана, така што до кои заклучоци доаѓаме? Прво, дали ќе идете на протестите? Второ, дали сметате дека овие протести треба да зачестат? Трето, дали овие протести треба да значат и нешто повеќе? Дали ви значат нешто овие протести? Еве и да не искачате. Како ги гледате вие? Телефоните се отворени, штама е мирно, ја ве разбирам. Завршува полициски час, од први нема и така натаму носење маски. Можете и без гаќи да идете, што се однесува до мене, но ние во државата проблемот ни останува. А проблемот и тој и натаму е истиот. Во оваа земја нема правда. Не, ова е Калимеро. Кога збориме за нема правда, јас зборам за неправди од најдоле, кога ќе застанете на шалтерче, извини, ако може да добијам умреница за мајка ми, па ти издаваат документ во кој кога искачаш читаш дека она се уште жива. Или вие зверса како ова дете во 19 годишно, кое го најдоа починато, и него, и мајка, и татко, и сите, почина детето, не му издадоа ни матичен број, не му дадоа ништо, ни пасош, ни лична карта, 19 години, а заврши училиште со сите петки. И сега, зашто збориме ние? Не ве тангира се во ова? Ви, ја знам дека и малце сега проблем, ми се пожалија многумина, може би во празно зборам, ми се пожалија многумина дека тоа волјум нобот за сигнал, што е, сигнал буст, кај телекабел сега е блу скрин или тотално дисторзирано, така што, па и не е чудно затоа што, нели, емисијава ако буфне од јавување може да биде некому поттик за утре или виз верса. Океј, ако режијата има некого на линија, дај ми некако фишарет шушка во слушалката, ја ќе бидам подготвен. Но нека... Како? Нема. Така. Добро. Па и не се навикнати, нели, ја доста интервјуа имав. Најверојатно од понеделник нема да тераме толку многу со јавувања, ќе ги намалиме уште помалку, бидејќи, како да ви кажам, верувам дека има уплашени луѓе, верувам има луѓе кои брк не му мрда, ни за роđен брат не ми излегол на протеста, не па за некој непознат. Луѓе кои кренале раце од оваа држава, но се едно. Ја ќе ги оставам телефоните, ако треба ќе пушта музика овака, ова нека стои, а дал ќе се јави некој или не, тоа оставам сосема на вас. И тоа само ќе биде, што ја знам, дај, малце коригирав да не ти го... Да, окей. Интересно. Добро, обично ни требаат 5-10 минути оној лаг додека се загреат луѓето за јавувањата. Најверојатно ќе се јави редовниот гледач да ни отпее песна, ќе се јави редовниот гледач од тето Јовица, од тето да ми каже како слабо се слуша, ќе ми се јави оној невладините што сакале да го упропастат идентитетот, да го избришат и така натаму, ќе се јави оној редовниот што е богобојажлив и не мрази никого освен комунисти, Лазар Колишевски, античентоисти и така натаму и така натаму, и секи си се врти во круг. Впрочем, тоа е тоа. Еве, добро. И ја протестирам сега со малце молчање. Држи го ова во кадар, а јас малку ќе замолкнам.
смени кадар, тоа значи дека имаме некој на линија, или е голем лак, или конечно некого разбудивме од попладневната петочна дремка. Добро вечер, дали се слушаме? Да ми слушалки мене? Добро вечер. Добро вечер, немам слушалки вечер. Вака. Давам поддршка за утре, за утрешниот протест. Што ти е пријателка? Ако не ти се јави прво пријателка, фала ти душо што се јавуваш, знам у секое време дека можам да сметам на тебе. Кажи ми, знам дека даваш поддршка на ова, но кажи ми, дали си изненадена од штамата, например? Од што? Штамава која владее околу протестите. Од свејанко сум изненадена, не само од тоа. Значи, изненадена сум од однесувањето на денеска, баш сега пред еден час на вести, на една програма беше Министерката за образование. Луѓето очигледно кажуваат дека се против дигитализација, дека се против дополнителни трошкови на сето ова, на сета инфлација, на сиот тежок живот, короната, сето тоа што го донесе. И таа упорно со некоја нејзина игра на зборови кажува прво, вели дека тие што дошле, не дошле кај нејзе да ја побараат нејзе, не дошле да разговараат со неа, туку побарале некој било кој представник, не знам што, ќе има референдум, еве, мислам глупо сега избегав од темата, меѓутоа да кажам од што Ама не бегаш, токму тоа е темата. Па нели референдумот може да биде ветер во грб на вашите барања? Точно, ветер во грб, ама тоа пак ќе биде некоја игра на зборови како што беше и предходниот референдум за името, за сите тие глупости што поминаа, ме разбираш? Мислиш дека народот нема да се охрабри да иде да гласа на референдумов? И да има референдум, дели, него ќе ги плеткаат некако тие зборовите, ќе ги извитоперат речениците, да бидат двосмислени и они во секој случај да го добијат тоа што го бараат. Не мислам на граѓаниве, него мислам на тие во министерство што ја прават програмата. Так. Значи, што и да се направи, се направи е залудно. Да, те разбирам како што беше и со референдумот за името кој беше ниту успешен, па беше доволен повод. Кажи ми, дали имаше протест по ова? Ете, така ќе биде и со тоа. И ова исто, толку сум револтирана, невини луѓе со години лежат во затвор и тие луѓе имаат семејства. Тоа се трагедии, тоа се ужасни последици за целото семејство, посебно за децата. Зашто? За да дојде некој на власт и да си го направи тоа што го зацртал, без разлика, не знам кои му се целите, дали се финансии, дали е нешто друго во прашање, и не е ни битно. Битно е дека сите овие што се стега на власт, целта им е да се разнебити државата, едноставно ја доведоа да не е веќе во состојба на држава, не е ни протекторат, не знам ни што е. Јас како граѓанин на Република Македонија, како македонка, јас се чувствувам понижена како да не го кажам сега тој збор албанците кога се навредуваат, кога ги викаат на тоа другото име, а не албанци, јас сега така се навредувам со сето ова што они го прават од нас македонците. И мислам дека е крајно време македонскиот народ да не се плаши. Ние веќе немаме што да изгубиме. Ако ти ја изгубиш куќата, џабе ти е да го држиш столот или креветот. Океј, еве да те прашам. Дали мислиш дека утре протестите ќе бидат исто така масовни како претходните или заплашен е народот во меѓувреме или охрабрене? Јас мислам дека е охрабрен и го охрабрувам дека да излезе, да бидат тоа мирни, достоинствени протести, како што знаеа да ги прават и да ги правиме како што се одвиваат до 27 април, до тој ден, кога всушност се беше договорено и монтирано, само се чекаше тогаш
кој ден ќе биде за да го направат тоа што го направија, односно 27. Некој да лежи во затвор, некој да дојде на власт. Ако некој треба да биде таму кај што се тие, тогаш тие треба да видат што постапија противно од уставот, оние што молчат во уставниот суд, што не изреагира, зошто се тие таму, зошто ги ставил некој, како ги ставил, туку дадоа поддршка, дека сето тоа до сега што го направија е неуставно и незаконски. И нема што да се плаши македонскиот народ. Само треба да види светот дека ние сме единствени и дека си ја сакаме државата, само на тој начин ќе обстанеме. А ако ние молчиме, ништо нема да добиеме, ќе го изгубиме и ова што го имаме. Океј, ти благодарам за јавувањето, значи според тебе сметаш дека ќе биде успешно, дека ќе излезеш на протести и дека народот ќе излезе. Ти благодарам за јавувањето. Благодарам. Секој е добро, фала ти што се јави. Респект за ова, нели? Ова е, знаеш како, понекогаш првото јавување е како во диско. Знаете ли што беше најголемиот проблем во диската? Ја морам да ви искарикирам додека да се јави следниот. Да почне некој да игра. Преполно диско никој не игра. Зошто? Пусти срам кој прв да излезе. Знаеш како ќе го гледаат. Па диската негде кај крајот на 70-тите се научија и плаќаат девојки да почнат да играат, деме како они се од публиката, па да повлечат за да почне забавата. Така и со телефонски јавувања. Ти благодарам, ти си како она шармантната, убава диско аниматорка. Ја морам да се пошегувам. Очигледно апатијата која ја дефиниравме и деновиве со моите гости е голема кај луѓето. Има храбри момци, но процентот е далеку опаднат. Сега, што мислите за овој протест? Што мислите за претходниот? И сметате ли дека ќе биде успешен, дали ќе излезете, прашањата поврзани околу него, дали треба да им се даде поддршка на луѓето кои се во затвор, кои ги нарекуваат уставобранителите од едната страна или терористи од другата страна. Режија, повелете. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Јанко, јас ќе го поддржам протестот. Ќе им дам поддршка на уставобранителите за што побрзо да излезат од затвор и ќе идам на тој протест и сум бил и ќе идам, не се плашам. Значи, ја мислам дека ќе биде масовен, дека више народот му излезе стравот кој што му го внесе оваа држава, оваа влада која што е неуставна и знаеме како дојде на власт. Мислам дека народот и го повикам да не се плаши и да излезе. Воедно, претходната гледачка спомна и во врска за во собрание поминало поднесувањето и ќе може да се отпочне, се собираат подписи по тие процедури како што е за попис да се направи да не помине ова што го спрема министерката Царовска за катастрофалното учење на нашите деца. Мислам дека, знаеш што, ти благодарам за ова, ние ќе поразговараме уште малце, уште немаме голем притисок на телефоните, но мислам дека е подобро. Еве, сега имавме еден за уставобранителите, ќе имаме уште еден, но мислам дека протестите треба да се обединат, бидејќи и овој претходниот не беа партиски, бидејќи и овој за учебниците нема да биде партиски, па ако се обединат, мислам дека ќе биде повеќе од корист на сите заради колку помасовно, до толку поголем притисок. Но тоа е мое мислење. Што мислиш ти? Или треба вака повеќе протести или групирање на протестите? Значи, треба сите да се обединиме и за утрешниот протест, и за протест за референдумот и за образованието. Значи, организаторот кој што е за пописот во врска со учебниците, тој сама господјата кажа дека јас не повикувам ни една партија, не сум определена кон ни една партија, али сите се добродојдени.
И затоа мислам дека тоа треба да се обедини, утре сите да искочиме масовно. Така рече претходната гледачка дека светот да види дека ние сме сплотени и дека не се плашиме и дека сме одлучни. Мислиш ли дека ќе биде помасовно, исто, помалку? Мислиш ли дека се подуплашен? Реално, ако вака се согледува? Не се исплашени. Јас комуницирам со граѓани и имам некои сретното што не биле, вика ќе одам. Значи ќе биде помасовен изгледа од претходниот. Иако пак ќе прават обструкции власта како што има обичај на патарина, на Блесот Скопје да сопирува автобуси, коли, да им прави технички прегледи, да ги носи по... Значи, тоа е нивна шема стандардна што ја прават. Ама мислам дека ќе дојде масовни ќе биде протестот. А сакам врска нешто да се навратам за учебниците што го спрема Царовска. Вака сега. Значи, да не се правиме луди или они дека не мислат дека ние сме луди, се знае што е работала. Што е? Све е за пари. Све е за 10% провизија. Значи, тоа е све само да се краде. Се тргнало на крадење. Значи, се спомна некоја хрватска фирма. Ма јас сум шокиран од вашава изјава. Од кај оваа земја крадење? Кај сте виделе крадење? Што е? У Македонија имало некогаш тат, кокаин... Не погрешно се изразив. Зимање на 10% провизија од секој склучен тендер. Овој тендер е почеток за четврто деление би коштало околу 21 милион евра. Со гнушање ги отфрлам вашиве обвинувања. У оваа наша лепота од земја никад немало криминал. Ама никад Т, со Т на крај, не Д, него Т, пошто е македонски, никаде не српски. Нема криминал, значи ова си е таа регуларна нивна тарифа 10%, за мене е 1%, за вицето 1%, за црквата, ама сега изгледа повише. Тачно. Они ги молеа Ауди да дојдат, направите фабрика, Ауди е не, никако неќе. Абе, дојдете, ве молам. Абе, знам Бранко и Иванов, што му беше портпарол, вака на колена. Леле бе, Ауди да ја спасиме. Не! Ма не долази у обзир. Од кај вакви идеи? Стварно ова златна земја, до која ќе трпиме вакви лажни вести кои ги ширите? Ама, Јанко, зарем не се напунија? Ја морам да бидам ироничен. Да, значи кариерава ја поминав у викање, у сериозно. Ова е абсурд. Ја не знам што да кажам. Јас да кажам само уште нешто и да остапам место за другите гледачи. Нема други гледачи, збори си. Вака сега, слушај. Значи, нели се напунија бе? Швајцарски, кипарски, Хаваи, Маваи, шејселски банки, нели ме доста бе? Ама бе, за нареди 10 животи има бе, доста бе, остајте народот да живее, да му се не види. И знаеш што највише се нервирам? Секогаш кога се јавувам го спомнувам и ќе се јавувам секогаш кај тебе емисија и секогаш ќе го спомнувам. Каде се набавката на фингерпринтовите? Каде се? Зашто опозицијата ќути? Зашто новинарите ќутат? Кажи зошто се битни да дојде промена во оваа држава? Кажи. Сега, значи не се толку битни колку за избориве, него ако ги донесат за изборите, тие ќе се употребат и за пописот. За тоа не ги носат. Ако ги донесат за изборите, ќе ги направат и ќе ги искористат за пописот. А не им одговара за пописот. Имам информација од мои пријатели од странство кои што кажуваат дека виделе по кафичи таму уште се правило пасоши и се потпунувале апликации за пописот. Па какви... Чекај, hold your horses. Каде по кафичи, што се правило? Имам информација, нека си ја проверат новинарите. Значи, од мој пријател што работи во Швајцарија, работи како кафемат и поправа. Во некој кафич има видено завчера или вчера ли дека се уште во некој параван 2-3 лаптопи и се пасоши на маса и се попишувало и сега. Како може тоа? Како може да се попишу? Па не знам, може не попишуваат, ама си стварат некои бази, кои ќе дојде времето. Пописот само ќе ги дадат и пријатно со здравје.
Вау. Јас знаеш што, значи јас зборам, не дај Боже да е ова точно што го зборат. Нека проверат. Дај Боже дека е некоја си спекулација, лажна вест. Али ако е стварно, тоа значи коса да ни се дигне на глава. Затоа неќе да ги донесат фингерпринтовите. Затоа што ако бидат тие употребени за кој го прават изборите, тоа? ќе треба и за пописот да бидат. А кој го прават? Нашиве, македонци? Па тоа може Нашиве. Се знае кој го прави у Швајцарија, у Цирих, по кафичи и сега во моментов. Се знае кој. Само да не зборам јас, да не ширам лажна вест. Значи јас нека проверат. Значи тоа ми го кажа мој пријател што работи у Швајцарија. Дека видел и вчера и денеска во кафичка нешто на лаптопи и со пасоши се попунувало. Што попунувале? Формулари за лото? Нека проверат да видат дали е тоа точно. Може не може да аплицира, затворена е ДИК ова, ама може би си сварат некои бази, си попунуваат и после, кој ќе дојде време септември, само ќе им го пуштат и пријатно со здравје. Ти благодарам многу за јавувањето. Биди поздравен, лека ноќ и пријатно. Колку што слушнав од ишаретот од озгора, имаме гледач на линија. Добро вечер до него, повелете во програма сте. Јанко, добро вечер. Добро вечер, господине, повелете. Јас сутре ќе одам на протестот, него сега господјата пред малку, Добро? што збореш. Спомна ти нешто, тишина е. Дали добро те разбрав, дали мислиш дека не е експонирано ова доволно од другите медиуми? Дали се плашат или што е проблемот? Мене ми е прашањето до вас. Дали сметате дека е, бидејќи за помали протести, изминатава деценија, знаете дека на сите медиуми имаше така. Јас не можам да бидам реален, знам овдека што се прави на телевизијава. И сега, дали е штама, дали е тоа мое, бидејќи ни по портали не можам да најдам, дури опозицијски портали, повици за протестот и така натаму, освен изјавата на лидерот Мицкоски, кој рече дека ќе ги поддржи. Тони Михајловски нешто објави, ама Тони не е редакција. Не знам каков е вашиот впечаток. Јас мислам дека влегувам во твоето мислење, дека сите медиуми ќутат, освен Алфа телевизија и твојава емисија. Се е другото мртва природа. Мртва природа. Мислам дека тоа сакаше да ја прашаш господјата, така? Па да. Да, она каже многу убави работи, ама мислам дека не ја свати. Мртва природа. Добар си. Да. Значи, ова што се работи со медиумите е Јанко срамота. Кажи ми, зошто сметаш дека треба да се поддржат овие протести? Или пошто рече дека ќе идеш? Кажи ми што ти е базичната идеја и согледување. Ова и на врапчињата им е јасно. Ти малце мртва природа. Значи, филмов ќе заврши, некој уште не сватија која е главна улога, разбираш? Да. Значи, ова се знае дека е направено со намера и ај да не јадам бурек више. Не, напротив, слушај, не се јавивте во емисија Академско размислување за политичката состојба во Македонија во конгломерат со политичките движења во светот. Не, се јавивте јаде бурек, ја ве поттикнувам да јадете бурек. Се јавив најнормално, зашто чувствував потреба да се јавам и стварно мислам тој збор ти беше многу на место. Значи во оваа држава се ќути и се фалат таму кога отвараат чешми било што, али добро, ќе им помине. Ајде Јанко пријатно. Што очекуваш, само те молам уште ова одговори ми. Очекуваш ли овој протест да биде успешен, подобар од претходниот, исти, полош заради сите овие условувања? Мислам дека ќе биде и подобар од прошлиот. На прошлиот не бев од оправдани причини, значи многу ми е криво што не бев, али утре ќе се паркирам таму у 6 сат. Ти благодарам на јавувањето и ти благодарам на експликацијата. Ми се допадна она со мртва природа медиумите и тоа дека ова е илустрација, нели, уметник кој ќе му каже, ова е класична илустрација на мртва природа.
Еве, ова кога сликаат, учат учениците поздрав до средно уметничко, се надевам ќе го решите проблемот. Еве што е мртва природа. Ова се медиумите, да кажем, во Македонија. За жал. Океј, благодарам за јавувањето. Режија, можеме да идеме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер, брат. Добро вечер, господине. Повелете. Вака сега. Би сакал повеќе теми да ги поврзам, што се поврзани со оваа, ќе ми дозволиш. Океј. Значи, Нека биде, сега. може ли заедничко да биде протестот утре, а Да, поврзи ги повеќе? да. Повеќе Ајде. теми поврзани се со ова, али ќе ми дозволиш комплетна една слика да дадам за да ја подигнам свеста на граѓаните во Македонија. Те молам, само биди концизен, да биде во неколку минути, да им даеме услови на другите. Да. Еве, секоја тема нека ти биде по една минута, ти си така. елоквентен Вака и се- знаеш да поентираш. Да, вака. Актуелно е сега, нели, со ова што е со од Србија што доаѓаат, што ќе добијат, нели, тие картички. И тоа ќе кошта 3 милиони евра, така, Јанко? Ало? Слушам. 3 милиони евра. Имаат пари за тоа, а немаат за фингерпринтери. И сега што е игранката, сакам да кажам. Сакаш да кажеш дека и ти сметаш дека фингерпринтовите се битни? Да. Се ќе кажам што мислам, па нека се јават гледачи, нека ме побијат дека не е така. Значи, види вака сега. Значи, тоа може легатно да се спроведе, нели, влегуваш во Македонија као од Србија, ти даваат еден обичен лист картија и со тој лист картија можеш да помине сите патарини и да не платиш. Проста е математиката. Али сега друга игранката, за да земат пари, не знам што, 3 милиона евра, пак пари од граѓаните се задолжуваме, најсиромашна, најбедна земја, а од друга страна, скоро година дена се бара, се вртат, се сучат за тие фингерпринтери, никако немале пари. И сега, а тие може да се набават денеска до септември да ги имаме за пописот. Сега, зошто ги немаме за пописот? Тука е целата игранка. Сега од надвор браќата ќе се попишат и на крај игранката е да излезат приближно исто како македонскиот народ. За да на средните избори бараат премиер албанец. Штом биде премиер албанец, тогаш после признавање на Косово ќе прават што сакаат овдека. И сега да го поврзам ова со, да кажеме, со протестов сега. Значи, ние уназад 30 години народот не се освести да избере мудри политичари во власта, кои што ќе мислат за државата, не што ќе гледа државата како шанса да се збогатат за 10 животи без никаков вложен капитал на брз, лесен начин. Значи, што сакам да кажам? Да беа мудри народот, да беше обединет и да избереше мудри политичари, они ќе донесеа еден закон, многу битен закон. Секоја власт овие 30 години владее на перфиден начин. Значи, 4 години градоначалник имаме, дали имаме влада или власт или една политичка партија, еве да тргнеме од градоначалник како власт, тој едно обеќал, друго спроведува или не го спроведува тоа што го обеќал, ги заборава граѓаните. Откако ќе седне во фотелја, тој се чувствува како на штоперица, што повеќе бизнис да си направи за своји лични интереси, нешто ќе даде на партија, утре да не го затворат, и тоа е целата игранка. И што се случува? Сакам да кажам, не постои закон, не постои механизам кој што народот, граѓаните кои што го избрале може да го отповикаат пред да заврши тој негов мандат. Не постои механизам. Значи, не постои механизам, тоа намерно го направиле сите политичари и од позиција и од опозиција. И сега, што ни се случува? Тие може да лажат, да крадат, ништо да не прават за народот, сите пари да се задолжуваат, што сака може, која сака власт да го прави тоа, и народот не е обединет, седи дома по папучи и така натака, и едноставно игранката цела е онаа што е софистицирана, вика, па не ме бирајте на наредни избори, со тоа деме ќе го казнеле, а тој ќе се обогати за 100 животи.
Сега, како е поврзано со протестов, сакам да кажам. И да ти Значи, кажам, единствен ако начин- остане као политичар уште и гушење, ако го казниме да не Да. го бираме на наредни избори, он е рад више да се ги арчи Да, парите да, кои да. што сака. Нели? И уште има Готово е. опции што па го бираат. Дали ме разбираш? А не гледаат колку станови, колку куки набавил еден градоначалник, колку милиони и тоа е така натаму. доматин, тоа се вика доматин лак. Абе, Така. луѓе И во сега уште што се се припотресуваат, уште со респект гледаат према Боки. единствена опција, како непишано правило, останува масовен протест во кој што треба да излезат најмалку 100.000 луѓе и тоа неколку денови, се додека не поднесе оставка градоначалник, министер, влада или било што. Тоа Ако еден единствениот начин, поднесе, после е домино ефект. да, не, тоа е единствениот начин што му останува на народот за да може да смени политичари кои што кога ќе влезат се забораваат од крадење и едноставно не го шмиргуваат народот. Значи тоа е единствениот начин, но Ти за да биде тоа народот треба да биде обединет. Но нас ќе народот морам да ти се заблагодарам тука. Прво е со ниска свесност, потоа не е обединет и трето ситни души се нашиот македонски народ и еден мал дел се плаши после овие што ги затворија по 20 години што им опна за ништо што се вика буквално, што Демек Чавковски не го нашле на телефона, 20 години ќе лежиш у затвор. Значи, што сакам да кажам? Значи, поголемиот дел од луѓето кај нас се ситни души кои што едноставно му вработиле внук, дете, го напредиле на работа и он Океј, да не идеме, Има и не ми се полоша. потребни, благодарам режија, не ми се потребни сега овие анализи и јас би бил благодарен нели да се задржиме на протестов, даваме поддршка или не даваме, ако даваме зошто даваме, секако ќе се обидам колку можам повеќе да ви давам простори за дополнителни експликации и нели ваши поентирања. Ние имаме уште еден гледач на линија. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Прво за ова господинот од Швајцарија што кажуваше дека се попишува. Значи, јако што се сеќам, пописот беше одложен, меѓутоа за дијаспората важи се дури не почне пописот тука. Значи, таму нема прекид. Так. Значи, таму си се тера, тоа не е одложено, така бар јас се сеќам. Алал да име. Да. Добро, интересна поента. Почитуван гледач што се јави на почетокот, рековте дека сте ви јавиле дека во Швајцарија се значи според овој гледаш, ја не можам да проверам, пописот не е затворен. Значи може дијаспората да се попишува и натаму. Сега кој колку сака, нели? Да. Благодарам за поентава, ќе ја провериме. А повелете понатаму? Тоа до протестот бев и на минатиот, беше спектакуларен, достоинствен, ќе видам и на утрешниот, затоа што не слушаше. Да, слушам на режи, велам ако може ту слушалка да ми пуштат, инаку те слушам на звучник, ворете. Значи, затоа што ова беше чиста намештајка. Каква намештајка? Упадот во собранието беше наместен народот, за да се покрие тој, тоа беше државен удар, уствари, што се случуваше унатре, и за да се покрие, да се скрене вниманието, држте лопова, знаеш она? Сакаш да кажеш, употреби еден збор што ретко кој се осмелува да го употреби. Дека во тој момент во собранието се случувало државен удар. Да, па тоа сите карактеристики ги имаш, значи кршење на уставот, неуставно избирање на председател на собрание, седницата беше закажана во 12 часот, па се одложи за 17, за да се поклопи со протестот. Значи, Како што го наместија Трамп истото. И Трамп не ја научи лекцијата од нас. И Трамп го наместија исто. И во натре имаше луѓе со оружје, како влегува тие покрај сите скенери таму. Значи се очекуваше напад дека ќе се испровоцира. Чиста намештаljка. И сега народот го крка ни крив ни дужен за некој да остане на власт. Кажи ми, значи ги оправдуваш овие протести, дали сметаш дека ќе бидат помасовни, дали треба да ги има уште?
Па ако не биде помасовно, ако не ги има, значи не заслужуваме држава. Значи полека губиме државата и ова е еден од последните може моменти нешто да направи народот, иначе ние ќе немаме држава. Што мислиш, дали народот крена раце од оваа држава? Знам дека утре ќе биде лакмус, нели? Во кој ќе се покаже, нели, ако биде неуспешен протестот, тоа на некој начин ќе биде и знак дека можеби народов крева раце од оваа држава. Да, ама тоа е стратегијата, значи да се народот да се деморализира, да дигне раце, тоа се стратегии, се работат на универзитети у свет, како се уништува држава. Дигне раце народот и тогаш можеш да правиш што сакаш. Да не се занесуваме, историјата и то современата историја покажала колку многу држави исчезнали и се уништени. Значи, ако не се покаже отпор, отиде државата. Да. Едно време народот да се свести. Дали сметаш дека народот е свестен, или е уплашен, или дека му е збогтисано? Збогтисано му, ја мислам, не е да е исплашен, него му е збогтисано и дигнал раце. Гледа дека се бори против некоја голема сила и, знаеш, кога е голема сила, обично и дигаш раце. Мада ако е доволен бројот и голема сила, ништо не може. Никогаш не треба предавање. Ама нашиот народ и некојаш дел се продадени за ситни интереси, партиски вработувања, тендерчиња и така, за така го поделија народот. И затоа сме и помалци. Ти благодарам за јавувањето. Лека ноќ и пријатно. Ние одиме со следниот гледач. Добро вечер. Режија Anytime. Ало, добро вечер. Ало, добро вечер, повелете. Поздрав и од мене, господине Јанко, до вас и вашата телевизија. Вака, уставо бранителите. Правдата за уставо бранителите. Вие имавте вчера еден гостин, односно правник, ваш колега, кој што ја променил струката ново новинарство. И требаше вие да го прашате дали овие луѓе, овие господа, овие мои сопартици, за жал, овие жртвени јагниња од партијата ДПМН, жртвени јагниња, дали се уставобранители и што значи уставобранители? Да го бранат уставот. Ама не се ни терористи. И тука е грешката. Обострани грешки имаат во правдата, да знаете. Тие има нарушување на јавниот ред и мир на една установа која што подлегнува по големи контроли, кои што тие сносуваат одговорност. Меѓутоа не се терористи. Господине Јанков, би ве замолил, кај вас доаѓа многу правници, прашајте ги, ама да бидат реални, да не седат на страна на партиите, него на страна на затоа што жалостно е за овие деца, овие партиски војници. Јас не видов ни еден функционер од ДПМН да биде приклучен на овие уставобранители. Кај се бре тие патриоти, кај се скрија? Под кои печурки? Каде е подпредседателот Александар Николовски? Каде е Владко Ѓорчев? Каде е Антонио Милошевски? Ке се согласам, може би, за едно име тука што го спомнавте. Инаку што се однесува до за волја на вистината, не морам никого да бранам, имате право да си го мислите тоа. Само ќе ви ја покажам, ќе ми дозволите малку да го најдам. Владко Ѓорчев кој што ги Не го збориме Владко Ѓорчев, небитна работа. Збориме за лидерот на ВМРО ДПМН, кој ја даде следнава изјава, уште на 22 мај, режија. Да, ние како ВМРО ДПМН ги поддржуваме протестите кои во крајна цел имаат правда, односно секој ден има можност да се докаже својата невиност. Луѓето осудени за 27 април за тероризам и неправедно осудени, тоа е срам за правосудството. И сега, ја разбирам, нели, бидејќи ние 99% се расправаме со опозиција, како опозицијата не чинела, кај се овие, оние. Они си имаат јавено тука, Алфа телевизија, вие гледате Телекабел, гледате ТВ24, гледате Канал 5, Сител, Телма. Како очекувате
очекувате дека на тие медиуми од 10-9 се на власта ги нема на тие и вие заклучувате дека опозицијата ја нема. Кај ви е сол за Грчева. Кај ви се другите опозицијски партии кои ги поддржуваат овие протести. Мислам, знаете како? СДСМ-овец сега би бил среќен да го извади ова вие што го кажавте и да каже каква е вистината, ете дека опозицијата не ги поддржува. Многу ми е глупо што јас морам да ги бранам, ама нели, нека остане вашето дека опозицијата не ги поддржува. Не, нека ви виси, сега си го кажавте, ќе си го издржите мушки, а ја ќе ви кажам фала, лека ноќ и пријатно. Готово. Толку сега. Ја, прашањето ми е за ова. Забрзуваме сега, имаме и други гледачи. Кај се ги нема. Добро, окей, фала лепо, пријатно. Одиме со следниот глед. И на крајот на криштата и не очекувам секој да се сложи со овие протести. Мене ми е само, ете, да дознаеме малку вистината, да прочешлам. Окей, во ред. Добро вечер за следниот гледач. Повелете. Ало? Да, повелете. Јанко, се слуша ли? Да, повелете. Вака. Кога бевме Југославија, сите вика дека нас не цела Југославија кој нас директ не набивало, сите ги бивало. Кога се отворивме, Ако вознемирен си, те разбирам дека имаш мали потешкоти и ќе бидам трпелив со тебе. Прв пат се јавуваш, земи воздух, смири се, ќе си ја кажеш мислата, полека. Имам разбирање за тебе. Повели. Фала ти да се жив. Значи, кога бевме Југославија... Разбрав. Тогаш вика дека Југославија не ја бива, сите ги бива, не бива. Сега, другото? Не биле фактички проблем на нас македонците кога бевме заедно. Морат да се сложиме со таа теза дека наводно е точна. Еве сега, например, ние самите си имаме држава, која ние ја водиме како македонски, како народ. И ја не гледам ништо подобро. Значи проблемот порано, проблемот не е во нив. Генерално, гледано од сите можни агли, се гледа дека проблемот е само во нас. Значи ние сме самите македонци, као народ, пример, грешни. Затоа што прва и основна работа, кај нас некој се започне, прво се гледа семенира. Да може човек да го шопне, да го путне овако љубоморен, злобен, додека ќе за било која нација во Југославија, во Европа, да треба да се соберат. Што е тоа Јанко 100.000 луѓе? Јанко треба да излезе 500.000 луѓе. Секој втор трет македонец треба да излезе. А кој е македонец? 100.000 е коцива, е ништо. 500.000 треба за светот, за да види светот како гледаат другите држави. Се струва до 15-20.000 скупи, што е тоа смешна работа. Народ треба да има. Друг кој ќе погледа колку има народ и дека има многу народ, ќе свати со која, значи, која држава да има ред, значи да има некој живее, не ево, не за мухојебина, па кој што сака да се прави. Ама ништо не се научи. Значи, вака само кратко да те прашам. Не пуштај ова уште не е моментот за ова илустрација. Да. Дали ги поддржуваш протестите и дали ќе излезеш? Македонците не стигнаа јајци. Имало многу снег. Сега се разборе. Да таму. Ти благодарам многу за јавувањето. Ти благодарам за јавувањето. Што се однесува до тоа, ја те разбрав дека не креваш раце и тогаш сме збореле Југославија не чини, другите чинат, сега пак Македонија не чини, дека е до нас. Знаеш како те перцепирам и зошто го пуштив ова видео? Ова видео од Газа. Погледни што им се случува на палестинците.
Може режија да го пуштиш видеото? Погледнете, ова е Газа. Нели? Ја не го оправдувам она што го правеше Хамас и знам дека Израел има право да се брани и сум, но како изгледа нивната држава? Чекај, овие заштитници да ти е. Но погледнете што се случува во нивната земја. И сега, они никогаш не рекле државава не ја бива. Пази, што остана од оваа држава? Што остана од нивното? Па еве, не креваат. Нам ни бомби ни паѓаат, нити не пука некој. Значи, единствено, сами треба да си го решиме собствениот проблем. Немаме куршуми над глава, не гладуваме, живи сме, здрави сме. Па овие луѓе не се креваат. А да не идам во Африка, каде народи се на раб на екзистенција, да не идам во Јемен, и сега ќе рече некој, па Јанкове, со такви ли држави се споредуваш? Јас се споредувам со менталитетот. Со кој менталитет сакате да се споредиме? Мислам, нонсенс е да креваш раце од народ, од вера, од држава, не го бива. Па луѓе мои, знаете како? Ако не веруваш во политичари, ако не веруваш во луѓе, верник ли си да веруваш во Господ? Повеќето од вас ќе речат да. И па чекај бе, на крај, знаеш како викаат и за спортистот? Прави се што ќе правиш, кога нема да можеш, има кој да преземе. Ако треба да преземе, така и ние. Ќе направиме што треба да направиме, што можеме да направиме, а ако не бидува, или ќе преземе, или ќе не пушти низ вода. Ама не може без денеделување. Или дајте да го дотепаме ова, или дајте да го одбраниме ова. Колку и да е лошо. Колку и да е лошо. Тоа е моето скромно мислење. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете во програма сте. Да, добро вечер, Јанко. Добро вечер, повелете. Спреми реклами го. Вака, јас се викам Мујафет Реджепи. Мило ми е, господине Прв Реджепи. пат се јавам во вашата емисија. Да си и жив сакам и здрав. свој коментар да дадам. Ве молам, повелете. Да. Вака, јас мислам дека во Македонија од ниедна власт што доаѓа на власт, мислам некоја партија, не постои правда. Иако луѓето се трудат, се мачат да дојдат до правда, меѓутоа мислам дека правда во Македонија тешко да има. За пример, ќе илустрирам еден пример. Например, господинот Мјелков беше така осуден или имаше, како се вика, на тенденција дека бил виновен и така натака. Меѓутоа човекот даде као некоја една голема сума, као цел 7 милиони евра. И јас се прашам сега, од каде тие пари, од кап капитал, тој има еден министер или не знам која функција имаше, не е битно. Знаеш како се Толку вика пари. домаќин човек? Мене ми е чудно, едноставно чудно за каква правда ние говориме, толкав капитал да има еден директор на некоја дирекција за разнавање или контразнавање, не е битно. Значи, за каква правда ние говориме? Апсолутно, ја мислам дека не постои. Било која партија да дојде на власт, нема правда. И слушам од некои од гледатели така, на некој начин покушават или се трудат да ги криват албанците. Јас се прашувам, дали имаше некој од албанците тогаш 2000 и која година беше упадот во парламентот, во собранието. Како можеме ние да говориме за такво нешто кога овие уставни бранители немаше ни еден суди албанец што не ги осуди за тероризам или не знам што. Океј, моето прашање до сите беше, во ред вашето мислење, благодарам, но дали ги поддржувате овие протести? Да, секако, и дали да, ќе да, излезете на протестите? Да, тоа е демократско право, апсолутно јас ги поддржавам. Браво. Како рековте дека се викате? Мујафет Реджепи. Господине Реджепи, ви благодарам за јавувањето. Фала и на вас многу, пријатно, се најубава. Пријатно. Ја би ве замолил за една кратка пауза. Дечки, мене кафето... Немам више кафе.
лавацата ме чека, иначе ќе ви заспиам овдека, бидејќи ја ќе се вакцинирам, ама која ќе извадат вакцина против метеопатија. Не можам ја, овие промени, тоа ме клапнува. Се извинувам, потребно е малце да се после 60 минути да ја рефокусирам мојата концентрација. Бидете така, за 5-6 минути повторно назад во студио со отворени телефони. Благодарам, колеги. Почитувани гледачи, повторно во живо студиото на Јади Бурек. Продолжуваме со вашите јавувања. Телефоните се отворени. Темата е протестот кој ќе се одржи утре, 29 мај, Скопје, сабота. Семакедонски народен протест, режија телевизорот, ќумбето, шпоретот. Добро, значи да знам шифрата е шпоретот. На шпоретот имаме Семакедонски народен протест, македонците во светот, слобода за Македонија, правда за уставобранителите, 29 мај, Скопје, сабота, собер пред владата 18:30, во 19:30 марш до собранието. Марш у фину материну, ваш дан е досадан. Се сеќаваш на Бело дугме? Да. Океј. Овој протест, како и претходниот, беше инициран од страна на македонците кои се наоѓаат надвор од Македонија и на некој начин ги потикна и македонците тука да излезат, ги потикна и партиите да го поддржат. Се очекува дека утре исто така ќе биде масовен одзивот на овој штрајк. Основата по која се повикува е правда за уставобранителите. Поточно, луѓето осудени за упадот на 27 април во собранието 2017 година, за што беа осудени за тероризам со драконски казни. Овие драконски казни изречени многу лесно, многу фриволно, многу партизански, а со новите докази постојат се повеќе можности да се реотворат судските процеси и да се почне еден поправеден процес за една праведна, нели како што викаат. Ако имало повреда на законот со упадот, нека биде за тоа, а не за нешто повеќе. Јас се сеќавам дека господја Најчевска, кога дојде со канта црвена боја и фрли врз полициска станица. Тоа беше чин на протест, но тој чин на протест да фрли црвена боја може да биде и оквалификуван како, нели, црвената боја, хемикалијата испарувањето опасно за полицајците, значи обиство за задушување и затрувување на полицајците и тоа е тероризам. Она беше казната нормално материјално и тоа врз институција. Значи, ја малце ја карикирам работата, она имаше потполно право за еден таков протест кој, нели, кој ќе го направиш такво нешто и ќе си го правдаш пред суд, а и ќе ти биде доделена соодветна казна. И беше доделена соодветна казна, парична, нели, она се бунеше за тоа, затоа што не за тоа јас доболе. И во рете, и во право е жената, така што и за оваа работа не се бара ништо друго, освен правично судење и правични казни. А многумина не се сложуваат. Бидејќи истата ситуација што имаме во упадот на Капитол Хил, значи истата ситуација што се случи за симнување на Никола Груевски беше искористена за симнување на Доналд Трамп. Ете, таму не се осудени за тероризам. Да, ќе ги судат по оние реалните дела, но за тероризам не. Режија може да ги вклучиме гледачите. Добро вечер, повелете во програма сте. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Вака, протестите ги поддржувам, одма да ви кажам. Само една работа да ви кажам. За мене протести не треба да бидат прошетка. Него треба да се оди и да се остане, да не им се даде да дишат. Значи, ако одиме двајца од семејство, после 4-5 часа да дојат уште двајца, да биде тоа нон-стоп блокирано, да некој не слушне. Иначе, одење 2 часа и доаѓање дома, за мене не се протести. Ние одевме
кога беа тие 70 дена, може би 50 на дена, кога беше хан во собрание, тоа беше може би над 200.000 луѓе. Никој не слушна. Значи не треба да се тргне од таму, да се застане и таму да се стои и да се менуваме. Мислам со семејството. Види, се согласувам, ако е целта рушење на власта, се согласувам затоа што на таков начин во упорноста ти текнува дека пред влада имаше шатори, камп кој кој траеше со месеци и месеци блокирана улица. Така, не само улица, треба градот да се извезумат, да не може да дојде на работа, да не може да донесе никаков закон. Така. Мислам, тоа е моето размислување. Ова чисто као прошетка, оди си, они си знаат, ќе си ќутат, ќе си помине тоа мирни се. Но овој народ е мирен, 2 сата ќе си поминат и никому ништо. Но после неколку години абстиненција од било каков граѓански отпор, ова е можеби еве почеток на некаков отпор, нели? Македонците на некој начин прв пат обединети и надвор и овдека, малце охрабрување, па и партииве дадоа поддршка. Сево ова може да води кон нешто друго. Треба сега само да се покажете. Не можам да кажам, ја нема да земам никакво учество, но ќе дадам простор секому да го, бидејќи дегутантно ќе биде да заземам јас страна, иако имам став, јас сум демохристијанин, десничар, јас сум конзервативец при центар, ама нормално кога се согласував и за претходните шарени протести и нивно право на протести, не се согласував на населие, апсолутно ќе се согласам и за овие исто така и ќе им дадам поддршка. Не се согласувам за шарените протести, пошто они уништува материјално, физички напаѓа, палеа канцеларии. Не знам уште што не направија. Тоа не е демократија. Тоа не е демократија. Демократија да кршиш и да рушиш нешто не е демократија. Добро, се разбравме. Сметате ли дека ќе биде успешен протестот утре? Се надевам. Пријатна лека ноќ. Пријатно и лека ноќ и вама. Што ми имаме некој на линија, нека се вклучи веднаш. Ја, за жал, искрено да ви кажам, би бил среќен во ова општество кога наместо за вакви протести, ние вечерва маста да се ја извадиме за бордо дресовите. Иако дресовите така се убави, мислам дека една Рома би била пресреќна што ќе си ги види дресовите на Европско првенство. Па нели, што мислиш бе другар? Бојата на дресов нели е како на Рома, фудбалскиот клуб? Мислам, каква врска има бордо боја со Македонија? Нема жолта, нема ништо. Рисот е интересен символ. Тоа е вид на изумирање. Иако прекрасно животно го обожавам, мачка. Нема врска. Да не карикираме, не е тоа темата, темата е ова. Се македонски народен протест, македонците во светот, слобода за Македонија, правда за уставобранителите, 29 мај Скопје, сабота, собер пред влада 18:30, 19:30 започнува марш до собранието. Дали ќе излезете? Зошто да? Зошто не? Дали ќе дадете поддршка? Зошто да? Зошто не? Дали ќе биде успешен? И зошто да? Зошто не? Ете, толку ја барам од вас. Ако имате храброст и кохоњес да се јавите и да говорите на оваа тема. Добро вечер. Добро вечер, Македонија. Добро вечер, повелете. Овајте, Јанко. Па, поддржувам протест за ослободување на невините наши македонски уставобранители, кои ја бранеа Македонија, го бранеа уставот, во кој беше загарантирано дека ние сме Македонија и македонци. Други се терористи со Заев на чело кои го предадоја уставот, го сменија уставот и го сменија вековно свето име Македонија. Значи, терористот е оној кој менува уставен поредок и вековно име на Македонија, а не оној кој брани вековно име Македонија и устав на Македонија, каде постои Македонија и македонци, Асном и другите наши особености. Сега, мислам дека клучот за масовен протест утре во Скопје е во Скопјани
велам, независно од етничка припадност, секој е повикан, поготово тука би ги повикал македонци од Скопје. Верувам дека сите македонци во Скопје веруваат дека Скопје е македонски град, дека тие се македонци, еко тогаш, ако имаат интерес и грижа за своите родени деца и внуци, нека направат конечно нешто за нив. Нека не дремат дома пред телевизор, пред компјутер, во кладилници, во коцкарници, пред сапунски серии, дали баби, дедовци, дали мајки, татковци, нека направат нешто конечно за своите деца и внуци. Нека се поучат од албанци и од другите кои за својата кауза кој треба потржуваат и прават протест за поддршка на убици на деца. Значи во Скопје имаше два пати агресивни, насилни протести од албанци кои бранеа убици на деца. Ево тогаш македонци од Скопје имаат должност, а и право да направат масовен мирен протест во кој ќе одбранат сегашност и иднина на своите македонски родени деца и внуци. Дали, ако вие дали сметаш дека овие протести ќе бидат успешни? Молам? Дали ќе бидат успешни овие протести? Па очекувам и мило ми е дека минатиот протест беше и масовен и успешен и очекувам уште утре дај Боже да биде дупло поголем бројот на присутни, пошто луѓе ќе доаѓаат ли од други градови на протестов? Ќе има ли? Па идеа луѓе, но сега мислам дека нема организиран превоз, како порано да речеме, ВМРО беше мојкна и силна партија, имаше финансии да организира превоз до Скопје, сега има блокирана сметка, овие Октоподов СДС блокира се, прави цензура и само нешто друго би сакал да кажам во врска со Прејанска ти многу убав даден пример. Палестинците во Газа со векови се борат за своја држава и пак се оптимисти пасено со надеж. Македонци, брајки и сестри, зошто некои од вас се толку песимисти при држава македонска да сме песимисти, готови сме, не бидува, ја уништија Македонија. Песимистот во некои работи е сличен или ист со непријателот или со предавникот. Зато надежта, верата никогаш не треба да се губи. Ти го каже Јанко. Убаво даде примери поучи. Ти благодарам за јавувањето. Поздрав. Поздрав, да ги слушнеме и другите гледачи и да ја привршуваме. Еве, искрено да кажам, бев скептик на почетокот на емисијата дека ќе имаме јавувања. Петок навечер, многу ретко се случува. Впрочем, рестриктивните мерки олабавуваат, луѓе во пријатно време да излезат, да прошетат, да се видат со пријатели и разбирливо е така. Но, еве, драго ми е и што покрај тоа што, например, на телекабел, повеќето корисници на кабелски, исклучиво се на телекабел македонците, затоа што им е наевтин. Тоа што ја нема ТВ Сонци и Алфа, тоа е добро, жал име, ама сега побитно име, да си платат помалце. Но еве и покрај тоа, имавме доста јавувања, иако имаше и редовни гледачи, имаше гледачи, скоро колку што имаше редовни, имаше и гледачи кои прв пат се јавуваат, што мене ми е драго и како да ви кажам, не е само платата што ќе те мотивира да доаѓаш на работа. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Вака, веќе 30 години протести, веќе имало преку 1000 протести, може и повеќе. И ниеден протест не е усвоен и успешен. Така што ова за уставобранителите исто така нема да биде успешен, туку има друга политичка позадина на овој протест. И то се знае која е другата политичка позадина на опозицијата. Сега се турни власта, то се знае, а не дека ќе бара правда за уставообранителите. Така што ниеден протест досега бевме излезени за 70 дена и 17 недели и секој ден излегвавме за името, па никој не слушаше сите на името. Така што ни ова нема да биде. Едноставно секоја
има само политичка заднина во интерес на Сметаш дека првиот протест беше неуспешен? Кој прави протести. Извини, конкретно прашање пред да ти се заблагодарам, нели? Но конкретно прашање, сметаш ли дека претходниот првиот протест Истиваков беше неуспешен? Ало, не те слушам. Не чуем добро, знам, слободен. Дали сметаш дека првиот протест кој се одржа пред месец дена беше неуспешен? Неуспешен, да, неуспешен беше. Јас тоа се јавив и беше неуспешен. Почитувам, ја благодарам, ќе го респектирам вашето мислење, но во име на сите 99,9% од луѓето кои го исперцепираа како успешен, ете, драго ми е што ќе имаме барем едно јавување кој го смета тој протест за неуспешен. Ви благодарам многу за јавувањата, затоа што немаше гледач од било која вокација да не го прогласи тој протест за успешен. Што покажа едно граѓанско будење, една македонска пролет. Значи, ја никогаш повеќе не сум имал јавувања од македонците од надвор. Тие едно време нешто кратко се јавуваа, па престана, но повторно, а и македонциве петок навечер да даваат олку голема поддршка, ја сум вџашен. Еве, признавам дека ја мислев дека нема да има толку јавување, дека нема да има поддршка. Сега веќе го менувам мислењето визави вашите јавувања и вашите искази. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Немој да се изненадувате дека не се јавуваме, се јавуваме. Јас се јавувам прв пат, а стално ве гледам. Прв пат се јавувам. Добро. И ќе ви имам на ум тогаш. Го поддржувам овој протест. Многу сум понижена до сега ова што се случи. Јас сум 70 годишна жена. Родена во Македонија, македонка, и барам, апелирам до сите и академици, професори, универзитетски професори, да не се плашат за фотелјата, да излезат на овој протест и исто така и судиите. Ако сметаат дека ова е неисправно, и судиите сите да излезат. Ова се работи за Македонија. И треба да излезат и да бидат присутни, не само обичниот народ. Ви благодарам за јавувањето, господјо. Лека ноќ и пријатно. Ние одиме со следниот гледач. Добро вечер. Повелете во програмата. Добро вечер, Јанко. Здраво, повелете. Јавувам се од Австрија, поздрав до сите, до емисијата, до тебе лично. Го поддржувам протесто. Guten Nacht, meine Herren. Верувам дека Herzlich willkommen. Ја нешто да склопам, како фирер. Guten Nacht, meine Herren. Herzlich willkommen. Bitte. Благодарам и ја, исто, само тешко е да се дојде, Јанко. Така. Поред ова коронава, поред тестови, карантини, назад, напред, али добро е и верувам дека ќе има доста луѓе и ќе се одржи многу убаво и мирно протесто. Јанко, така? Ти кажа добар пример со палестинците. Како не ја губат надата и како, мислам, од 67 година се притиснати и до ден денес. А јас ќе кажам еден друг пример, Јанко. Слушам. Јас ќе кажам еден друг пример. Да. До ова упадо во собранието на 27 април. Така? Јас имам 1000 овци и чувам ги во сред поле. И навечер ги затворам во трлото, али кога ги затворам, ја ги пуштам овците во полето и другиот ден дојдат овците ги истепат сите. А мене ме наградат. Добро.
Ти благодарам за јавувањето. Поздрав. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Склопив 5 збора германски. Колку да ги посрамам децава мои, пошто ги терам да учат втори јазик германски, не се заинтересирани, многу ми е криво. Јазик будучности, мислам. Нема врска. Продолжуваме понатаму, одиме со следниот гледач. Добро вечер. Јанко, добро вечер. Добро вечер, повелете. Се јавам јас од Прилеп. Сакам да направам една споредба со овие наши протести и со протестите што се одржува низ Европа. Например, во 68 година во Париз се организираше еден голем протест и тој траеше цел месец и фазла. Ја во тоа време живеев таму и баш во центаро, кај што се одвиваше на она можам да речам, најстрашното, најактуелното, во жижата што се вели. Така? И таму луѓето штрајкова цел месец додека не ги оствара нивните права, например, што му се зацртани, и не отстапува. Месец и пол одевне ние пешки на работното место, бидејќи се беше парализиран. Кај на сегаш овај протест, да го споредам. Нашиот протест е многу, како да речем, многу млитав и на зајко му одговара ова. Си вели овие нека си протестираја, тој достојано и назад ќе си ужива и нема си гајле. Вопшто не му е гајле. Треба да се презема, ја мислам, према мене, порадикални мерки, ако сакаме да ја сузбијаме оваа вас, да престани... Добро, луѓето, например, не се согласуваа со мерките кои ги преземаше шарената револуција претходно. А тоа е радикализација, нема друго. Судри со полицијата, напади на институции. Мислите дека тоа може да донесе... Не до толкава мера, како што го прават тие, него малце да биде по-радикално. Например, порано штрајкувавме со месеци, 2-3 месеци, ништо. Тие дори си се мајтапе, нека си ода овие, нека си... И затоа јас сум за малце поозбилно да се свати работата, не само да се штрајкува, колку да се штрајкува, одредивме еден ден и сега ништо. Тие дури се подсмева на конечното прашање. Дали сметате дека ќе биде успешен утре? Ќе биде, секако јас се надевам и дека ќе биде поголем број на посетителите него претходниот што беше на 25. Благодарам за јавувањето, лека ноќ и пријатно. И одиме со уште еден гледач. Можеме тука да завршиме? Јанко? Да, повелете. Во студио се слуша? Да. Преска пробав да се јавим, нешто се прекина линијата. Ако може да продолжам. Да, повели. Значи, кога викам колку луѓе, значи, вика да се соберат 100.000 луѓе. Значи, 100.000 луѓе, преска што напомнам, значи, треба да се соберат околу 500.000 луѓе на светот види дека нема, дека постоиме, дека ние сме тие македонци. Добро. Јас се прекинав преска, бидејќи мораме, мислам, убаво имаше поенти и морав да, нели, за и другиве да се јават. Гледаш дека имавме многу јавувања. Не, за тоа што го зборувам, не знам дали устав почетокот. Да, све кажа, све те слушнавме. Можам да продолжам. Мислам, имаш што да продолжиме? Мислам, кажавте убаво све? Што би кажале уште? Ајде на кратко. Не, добро, вие како ќе кажете? Ајде на кратко, само ве молам. Значи, треба да има Јанко од секоја фамилија најмалку по 1-20. Значи, треба да има маса, да има народ. Дали ќе има немири?
Па не може да има немери ако 99% се статисти. Значи, ако некој каже да нема проблема, да нема инциденти. Тачно, така треба да биде. Ама во нормално држи. Кај нас не имаме друг систем, значи ако е така само ќе се пронаѓа, ујете ќе се прошетаат кој што викаат него, да се провете малце, ако ме свеклет, се најде дома и никому ништо. Значи тамо треба да се седи, да се опште. Така е. Ти благодарам многу и искрено да ти кажам, од помудри луѓе сум го добивал тој совет и како помлад и како постар. Што треба да направиш? Да издржиш. Толку. Кога збориме и за, дури и за спасението, што треба да направиме? Издржи. И одиме уште едно јавување. Ќе почекаме за последното да го завршиме и ќе одиме со... дали имаш тон од мојот компјутер? Да завршиме со една песна. Океј, ќе можеме да илустрираме. Ветивме дека уште едно јавување ќе имаме. Ќе почекаме? Добро, ќе почекаме. И на почетокот чекавме подолго време, ќе почекаме и сега. Додека да се јават, ова ќе стои у кадар, ако не се јави никој, вака ќе заврши емисијата. Дај го кадарот до следното јавување. Го тргна графиката, ќе мора да стои, сори, за телефоните, за да се јават. Не, ми стои ова, мора уште едно јавување да иде. Благодарам, режија. И последното јавување за вечерва, имаме гледач на линија. Добро вечер, повелете. Дали се слушаме? Океј, врати го кадарот. Ало, добро вечер. Немам ништо во слушалка ни на звук. Дали јас Дури сега ве пуштија, ве слушам. Добро вечер. Добро вечер. Дали... Сакам да те поздравам. Јанко, ако ме слушаш. Да, ве слушам, повелете. Фала за поздравот. Повелете. Да, значи сакам да те поздравам тебе како човек и како професионалец. И разбирам дека секој човек има своја определба, дали ќе биде десничар или левичар, и е негова определба и тоа го сваќам и го разбирам. И во тоа име и те поздравувам и како човек и како Фала многу, да не губиме време, темата е протест. Конкретно се јавувам прв пат. Да. Али често пати те гледам. Фала многу. Имам гледано и на другите телевизии и затоа викам дека те поздравувам. Но, сега вечерва се јавувам конкретно да кажам за... Конкретно се јавувам инспириран од овој прилепчанец од Тале, што се јавува... Не, ве молам, господине, значи темата е протестот утре. Ве молам, не, господине, значи темата е протестот утре. Човек во Македонија... Не, господине, нема да ја завршим емисијата. Значи, ако се вратите, дали ме слушате? Благодарам за почита. Ако ме почитувате, ве молам, искоментирајте. Сите за овие 2 сати коментираа за темава. Значи, не може да биде гледач мој тема вечерва. Темата ја наметнав, тоа е моја уредничка политика и одлука. Ке се држите до неа, ке го искоментирате протестот или не. Темата ви е добра. Не дали е добра. Протестот. Дали го поддржувате или не? Не го поддржувам протестот. Добро. И сега ќе ме исклучите затоа што не го поддржувам протестот?
Значи, дали ви исклучив? Не ме исклучите, него викам дека ме прашавте дали го исклучувам и дали е важно само да го поддржуваш или да не го поддржуваш. Не, вие ги извртувате работите, ја ви поставив прашање, ја ви поставив прашање, вие на прашање ми одговарате со прашање. Значи, ја ве прашувам повторно, дали ќе говорите на темава? На темата кажав, меѓутоа сакав да кажам и овој човек што го ги... Не може, ја ви реков, темата е протестот, не е гледачот. Што не разбирате? Дори ќе ви оставам простор и ви да зборите против протестот. По трет пат се враќате на темата што некој рекол во емисија. Ама што е битно што некој рекол? Ја ви давам вам простор. Не го почитувате основното правило. Наместо да држите говор, на говорница сте, у парламент. Што е темата? Па нема ни председателот на парламент, ќе ви го исклучи микрофонот. Збори за темата. Вие сте добар и во право сте. Чекајте малку. Ама не ми треба, ама завршува емисијата. Ја не можам да чекам. 3 минути се расправаме, го губите времето, а ве молам да зборите. Рековте, не го поддржувате и пак ми идете на тале. Па стварно, ја не знам што да мислам и што да кажам за ова. Ви реков дека ќе зборуваме и за протестот. Ама вие не ме оставате затоа што изгледа ве дирнав изгледа... Не, ама пак провоцирате. Ја ви реков, вратете се и кажете за протестот. Вие пак почнавте за тале да ми зборите. Не, ви реков дека ќе зборам за протестот. Не рековте. Рековте за протестот дека не го поддржувате, ја ќутев и чекав да кажете зошто. Вие рековте тале. Сакаш да ја вратам снимката да се чуеш уште еднаш? Ја ќе се чујам. Ја уопште не те а ти преудицир... Не, сега, знаеш зошто? Затоа што мене ме закачаш, дека ја ти бранам, дека не ти дозволувам, дека си ме рчнал. Значи ме провоцираш. Еве ти кажам, успеа да ме испровоцираш. Ќе си ќутев. Како јагне ќе си ќутев пред колење, што сакаш? Да ги исплукаш македонците, протестот, диаспората, сите што учествуваат и така натаму. Ама не, ти мораше, не, бидејќи, како се? Како се? Те молам, 3 минути те молам, збори за протестот, тале и 3 пати ме рчна мене. Што е, те заболе? Што е, не ми даваш? Чекај бе. А со кого си бе ти? Абе, што ме мислиш? 20 години кариера имам, 25 години со се радио и ти мене лекција. Овдека мене ќе ме рчкаш. Ајде да видиш која мене ќе ми пукне филм, дал ќе излезеш на крај со мене. Те утепав од молење да збори за протестот. Не е својствено за тебе. Не е својствено за некој да се јави у емисија, да го молиш да збори за конкретна тема која не ја поддржуваш и наместо да збори за тоа, ти ме закачаш мене. А што е, те здоболе? Не, тоа е, двини пријателе, тоа е целата поента твоја. Да ми кажеш, да ми укажеш, ти Јанко, ти си ова, тебе те боли. Не, друг, ме боли што покушаваш будала да ме направиш пред јавност. Па нема да ти дозволам. Ќе те оставам на линија, до 10 типа ја ќе ти на секој ја уште 3 реченици ќе ти дам. А дали знаеш како можеш да ме прекинеш? Само со еден збор можеш да ме заќутиш. Слушај сега да ти кажам. Не можеш ти да ми се искелеш пред врата и да ми побараш тоалетна хартија. Ако си имал зорт и си направил белја, има само еден збор да ме заќутиш. Ајде да го чујам зборот. Не е тој збор. За да го кажа, ќе те пуштам што сакаш да кажеш, ако го кажеш клучниот збор. Не знам ја што... Не знаеш, пријатно. Клучниот збор се вика извини. Знаеш како реагирам на извини? Вака, се покрива. Вака. Вака се покрива. Така. Едно извини. Овде не збориме ни за протест, не збориме ни за левица, десница. Овде збориме за домашно воспитание.
Ја веќе сум ти простил. Те утепав 5 минути, нема, ја завршуваме емисијата, идеме со спот. Значи, двајца имаме кои не го поддржава протестот. Не успеа да ја артикулираш. Зошто? Уште еднаш ке ти повторам. Затоа што наместо да ја артикулираш, се закачи со гледач, не ти дадов простор, затоа што сите гледач, прво, вулгарно е не само спрема мене. 2 сата ја трошам време. Ја верувам дека немаш капацитет ни филм да изгледаш 2 сати, а камоли да сослушаш 100 луѓе овдека 2 часа. На шалтер да работиш, ке станеше 100 пати до сега. Ја сите луѓе им дадов простор. Македонци, албанци, за, против, кој си беше. Што ти беше втората реченица? А, те здоболе. Чекај бе, Џони, ти што мислиш? Јас сум од оние партиски овци што си ги гледаш по телевизија. Џони, 20 години овдека ја грзот мој го кинам. И знам зошто. И мислиш дека можеш да се јавиш и вака нешто да ме манипулира, а тебе те здоболе. Што ме здоболе? Што ме здоболе? Што не можам да те убедам да збориш за темата. А после ќе се вадиш, а знам какви плачковци сте. Мене не ми даде. Го гледаш каков е продадена душа, не ми даде у емисија. И само да кажеш, еве окей, еве и да разберам дека, знаеш, ујавување, па ти дошло ово оно. Едно, слушај, Јанко, извини. Готово. Штама? Што сакаш после? После можеш што сакаш да кажеш. Еве, сакаш да ти артикулирам дека Зоран Заев е најдобар, дека уставобранителите требале уште дупло казни да добијат, дека ВМРО ДПМН е најголемото зло. Све тоа можеше да го кажеш, ке си ќутев. Кафица. Не, чипот, менталниот код, тоа е. Знаеш, кога си на власт, естетиката на власта зависи од егото. Ароганцијата не те прави подобар човек или авторитет. Понизноста, домашното воспитание ќе те направи. Ја го немам. Затоа сум никој ништо. Затоа овдека водам емисија 20 години. Ама ти уште помалку од мене. Сосема за крај, драги мои, лека ноќи, пријатно. Негде ќе те премолчат, негде ќе те сокријат, гроб со гроба ќе покријат. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Векови пековни заедно ќе минеме, древна земјо македонска.
drugi da te predadat, možat se što da izmislat. Samo ti si besmrtna, živa voda podzemna, kaj što